Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во последното издание на емисијата Очи во очи за оваа работна седмица, со оглед на тоа дека утрешниот ден е државен празник и нема да емитуваме емисија од Очи во очи. Туку повеќе ќе посветиме внимание веројатно на музиката, но тоа ќе видите и самите со оглед на тоа дека ја следите редовно програмата на 24 Вести телевизија. Во денешното издание токму за тоа зборуваме кога веќе го споменувам 1 мај, тема која долу на екранот може и да се испише веќе, за која што ќе разговараме на двата контакт телефонски броја во текот на денешното издание. Значи станува збор за тоа дека 1 мај се поставува прашањето дали работничките права се хуманизираат или се капитализираат. Тоа е она за што ќе разговараме на двата контакт телефонски броја. Кога веќе зборуваме за 1 мај, во објаснувањето за протестот кој што утре се одржува по повод работничките права, во повикот вели работници, невработени, хонорарци, социјалци, стечајци, осиромашени граѓани, синдикатите и организациите членки на Повелбата за солидарност по повод Меѓународниот ден на работничката борба 1 мај организираат протест за социјална правда и работнички права. Во она што тие го насочуваат како најконкретен дел поради кој што се протестира, се вели сиромаштијата е повисока од кога било, работничките права се кршат секојдневно, невработените се бришат од евиденцијата наместо да им се најде работа, класните разлики станаа највисоки во Европа, власта целосно ја деградира социјалната држава, политичките елити манипулираат и го ограбуваат народот. Изминатата година особено беа на удар вработените во јавниот сектор, а посебно во администрацијата на кои им се наметнаа бројни нови правила за полесна контрола и полесно отпуштање на неподобните. Хонорарните работници кои принудени да живуркаат од хонорари наместо да имаат редовна плата се изложени на осиромашување поради наметнатата обврска да плаќаат придонеси за хонорарите, а вработените во образованието на кои фактички им е укинато правото да штрекуваат преку легализирањето на штрайк-брехерството. Во овој сегмент се поставува прашањето каде што се наоѓа Република Македонија денес после појавата на сите пленуми кои започнаа со појавата на студентскиот пленум, потоа следеше професорскиот, па средношколскиот, па наставничкиот пленум, па новинарскиот пленум, тука се појави и своевиден граѓански пленум, се поставува прашањето дали во Македонија е потребна општествена пленумизација, односно каде сите овие пленуми би се споиле во еден свој пленум, кој што би бил граѓански, општествен или сеедно, и дали истите тие ќе им се придружат утре на синдикатите кои што се подпишани под повелбата и под повикот за протест, а тоа се синдикатите на УПОС, синдикатот на УПОС, Конфедерација на синдикални организации на Македонија, Самостоен синдикат на новинари и медиумски работници, Синдикат на културата на Република Македонија, Синдикат на Македонската дипломатска служба, Движење за социјална правда Ленка и Левичарско движење Солидарност. Дали сите ќе ги спојат своите сили во утрешен протест, останува тоа да се проследи од 12 часот. Денеска пак, наспроти она што се случува утре, денеска стечајците од повеќе градови од земјава повторно протестираа во Скопје. Протестот почна пред Министерството за труд и социјална политика, потоа стечајците се упатија кон Министерството за финансии, каде бараа средба со министерот Зоран Ставрески со цел да му соопштат две барања за нивно обештетување и решавање на нивниот статус. Да ја слушнеме кратката изјава и потоа одиме со вашите јавувања по однос на прашањето дали сметате дека работничките права се хуманизираат, односно стануваат се повеќе човечки од граѓански аспект или пак се повеќе се капитализираат? Они давају пакет мерки. Значи ќе вработуев над 55 годишња возраст. Ние имамо бољи предлог. Уместо да плаќају на оние 58 година жене и 60 годишни или 62-63 години мажи, ние предлагаме веднаш да одат во пензију за да се избегне вдавачке за здравство и да се скраси веднаш за секогаш ова категорија на работници, така што ќе се избегне и една година плюс давачка, или па и повеќе кој има 62-63 години. Значи, наша е понуда прва тај. Друга, не да предлажеме, него бараме, наше барање е веднаш да се обештети сите стечени работници, со што ние и на 10 години имамо стечајци кои одив по улици, кои бараат своји права и екзистенција. Така, тоа е темата која што денеска ја разговараме по повод утрешниот ден, 1 мај, кој вообичаено се одбележува во последните декади со јадење скара и пиење пиво по некои полјани во Македонија, но еве на овој 1 мај веројатно ќе биде многу поголема бројката на оние кои ќе протестираат за разлика од претходните првомајски денови. Добар ден.
Добар ден. Ве слушам, повелете. Прво, на вас, на вашата ценета куќа и на сите луѓе од целата планета Земја им го честитам 1 мај. Благодарам. Тоа е за сите. Тоа нема вера, нација, боја и се друго. Сега конкретно за темава. Кога се формира една држава, прво се прави првиот закон, тоа е уставот. Од уставот потегнуваат сите други закони. Имаме закон за работнички права, кај нас сега конкретно за тоа зборувам, кој што не е фиксен, кој што се менува. Друго е во социјалистичка држава закон за работнички права, друго е во капиталистичка држава. Ние сме капиталистичко општество. Со последните промени на нашиот закон, многу им се даде право на работодавачите, отколку да се заштити народот. А кој треба да го заштити народот? Синдикатот. И синдикатот стана државен и сега овие самостојни синдикати колку може да направат, сите се во право, сите сегменти што ги спомнавте, сме на прво место од доле, на табелата на прво место од доле, значи кај нас нешто не функционира добро. Треба сите тие луѓе да се заштитат, и новинарите, и се, а посебно да се заштитат стечајците. Затоа што топката си ја фрлаат едни на други, биле криви оние што прво ја зеле власта во свој раслед 90-тите години, по 90-тите години до сега колку има време може да нешто да поправат ако сакаат да поправат. Добро. Ја мислам дека многу ќе излезат, сум со сите тие луѓе, ако сум пензионер и сум работела во други услови, меѓутоа секој пат имало негативности, не е битно. Благодарам многу. Јас вам ви благодарам за јавувањето. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Гледач од Негорци. Поздрав до Негорци, повелете. Често пата покажуваме можеме да добиме. Сега баш темата е добра. Нема никакви права работнички. Нема синдикатов 90% во фирмите. Не постоја тоа нешто и нема што напалат лика. И не е крив ни работодавачот, само работниците се криви. Додека не изберат у парламентот да има и земјоделци и работници, нема да биде држава. Толку од мене. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Здраво. Здраво. Како сте? Поздрав до сите, Цане од. Поздрав до вас, Цане, поверете. Одговор на прашање. Дали работничките права се хуманизираат или се капитализираат? Ова второто сигурно. Па видиш што прави нашата мила влада. Таа нарочно нуди најниски плати што постојат да привлече инвестиции. И ги става нашите работници во неоколониалистички однос. Тоа е прво. Второ, ви кажам, живеам во Канада и знам. Многу добро го знам тоа. Правата на работниците во Канада се 1000 пати поголеми од овие овде. Таму не може да, кај што има синдикат, таму не може да практички отпуштиш човек, освен ако не заради тоа што намалување на бизнисот на компанијата. Голема работа тој треба да направи, па да го отпуштиш. Тешко, не возможно. Уште една работа да ви кажам за оно што рековте за штрайкбрекерите. Церка ми кој ги знае тие работи, така ми вика. Ако некој во Канада се обиде ваков закон да донесе, ќе одговара кривично. Поздрав до сите. Бај. Поздрав и до вас и благодарам за јавувањето. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Како прво на сите работници
мај што беше порано. Без разлика што правят маскари за 2 мај едно друго. Не се би требало демонстрации. 1 мај треба да помни со демонстрации. И случајно се задесив за 1 мај во Мексико еднаш и се зачудив дека таму сепак се почитува 1 мај и имаше првомајски протести. Што беше одамна. Меѓутоа, 1 мај кај нас работниците се повеќе ги губат своите права. Во ствари и не се повеќе работници, сега се веќе дали се наемни, дали се госпозна и самите не знаат какви се. Едноставно, што велат трбухом за крухом. Не е битно, се работи само колку да се преживее. Тоа не е некој живот, Бог зна каков. Зато и не би сакал 1 мај на работниците да му честитат оние што го плячкосуват овој народ, работниците што ги плячкосуват, поготово оние од бомбите што се оние автентичните. Ми се чини дека би било саркастично нешто, би било нешто безобразно, крајен безобразно, таквите луѓе, ем да го крадат, ем да му честитат, тоа би било нешто смешно. И мислам, 1 мај да си го честитаме самите себе си работниците. И јас не сум работник сега, веќе меѓутоа бев. Самите работници меѓу себе да си го честитат 1 мај и да си го... Јас мислам, прибидејќи е само еден ден, да го поминат во протести. И тоа би било негде најдобро. Синдикатите, државните синдикати, подобро нека не учествуват. Поготово овие синдикатот на Живко што е. Добро. Што и ми се чини не е синдикат и не би требало да организира довршо за 1 мај. Така. Толку од мен. Добро. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Имаме и тоа со прво звонење. Петар Христовски, Пепи. Ајде, повелете, Пепи, ве слушам. Поздрав до вас, поздрав до гледачите. Благодарам, поздрав и до вас. Фала. Значи, помизерно, работниците, пензионерите, стечајците не живееле никогаш до сега ниво пред турско време, ниво камено доба. Штрајкот на ова што го предвидува Живко нема да биде ништо, ќе биде на 9. Кој ќе искочи СДС, така вика барем. Добро. И да си падне ова влада, да се направи нормален, не добар живот, обичен, нормален. За секој. Добро. Тоа не знам што да кажам друго. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас, да. Ви посакувам убав ден. Дали имаме некој друг на линија? Повелете. Ало? Да, ве слушам. Повелете, добар ден. Добар ден. Повелете. Па сега би сакала прво да не ми замерите, знам дека е демократско право, меѓутоа стварно некои претеруваат и првата и овој Пепи и така. Немојте да ми замерите. Добро. Што се однесува до за работниците, мислам дека ги изгубива сите права во задните 20 години. Гледајќи по објектите каде што се и така гради, кои што немаат ни кациги, ни маски, ништо заштита немаат. Сведоци сме колку имавме несреќни случаеви за време на овие градби. Така да мислам дека треба да се заштитат, треба многу да се води грижа за работникот, зашто доста ни избега. Ако почнат и они да си одат, ако наваѓат некои кривини, како да отидат надвор, не знам кој ќе остане и да работи и да живее во Македонија, ќе останат пензионерите и кој друг, не знам. На колко ќе се смее и ќе излегува како Тито со раката да е крева Груевски, јас не знам, да поздравува. И на сите телевизии го гледате, па ни се смачи повеќе огне. Нека престанат више, нека не остават малку да пораат, да си поживееме и нешто да ни дадат интересно. Сите овие телевизиски куќи ја не видов некој да даде
нешто интересно, некој програма, некој концерт со овие веќе Звезда Гранда и малите и бебињата ќе почнат да пеат, го претерава. Пред 2 години гостуваше Монсерат Кабалје во Белград. Барем да ни го дадева концертот од таму. И други мислам, стварно, не уништива. Подобро да нема телевизија, што ке ние? Ке ја откажам, нема ни телевизор, да имам ни ништо, па зашто нема што да гледаме. Часичес вие имате една изузетна емисија која што е културна и каде што луѓето кои ќе се јават стварно знаат и што да ви кажат. Ретко некој ќе се случи така да претера. Добро, секогаш празници, се најубаво ви пожелувам. Поздрав на Кети, се најубаво, пријатно, среќни денови. Да, поздрав и до вас и благодарам за јавувањето и среќни празници и вам. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добро, одиме веќе на следната линија додека да вклучиме нов гледач. Во денешното издание зборуваме токму за утрешниот 1 мај, празник кој што се одбележува во знак на работничките права, за кои се поставува прашањето дали се хуманизираат или очовекуваат, односно дали се капитализираат. Тоа е прашањето на кое што дискутираме. Добар ден. Добар ден, господин Јанев. Ве слушам, повелете. Прво, голема илузија е, нереално нешто, работничките права не постојат. Добро. Значи, буквално не постојат. Имаме капиталисти во оваа држава кои не се капиталисти, се криминалци. Тешки злосторници кои 25 години крадат од народот. И секој што иде на власт ги пречутно ги амнестира. Тие така наречени капиталисти во либералниот капитализам се инволвираат во сите влади. И се најголемото зло државата додека не ги реши нив преку процес на ревизија и додека не му одземе капитал, ова држава ќе се треси нон-стоп. Единствениот начин со кој може да се справи народот е да крени сиромаштијата против капиталистите, не против политичките власти, против капиталистите. Тоа се тешки злосторници, бацили и вируси кои губија сопствениот народ. Благодарам. И јас ви благодарам за јавувањето. Поздрав до Битола. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Да, добар ден. Ве слушам, повелете. Вака малку чудно од една страна викаме социализмот, нели нема демократија во социализмот лево десно. И сега дојде капитализмот, сега пак кукаме. Во капитализмот се знае работа е експлоатација, а од друга страна на овој капиталистов не е работник што е газа, демек овој е газа, не работник. Да сум газа нема да работам. Се погрешни онаква теорија. Од друга страна, ја мислам, предлагам така да има фонд, како осигурувачки фонд, да речеме кој ќе одат пари за оние кои се невработени, ама вистински невработени, не преку партијата што бараат работа, него луѓе висока стручна спрема, со знаење, со факултети да има приоритет, да не се иде по секоја цена. И од друга страна ми се чини некако застарен овој празник. Не е баш од времето на социализмот, сега синдикати треба да го организираат тоа. Демоде, мислам, овој празник некако. Во една страна славиме верски празници, други празници, па социалистички, па комунистички, капиталистички. Се изгуби шмекот веќе на ова да живее 1 мај, што ја знам. Да живее 1 мај кога вика, нели? А уствари го славеа директорите. Так, доста, како да не масирам. Повеќе поздрав до сите. Ви благодарам за јавувањето, поздрав и до вас. Добар ден, велам кому, добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. 0260-91-924 или 0260-91-925 се телефонските броеви на кои може да ни се јавувате. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Да свалиме. 1 мај, дали Вие сте на линија, повелете, ве слушам. Дали работничките права се хуманизираат или се капитализираат? Така. Ја гледам, мислам дека гуманост така и нас во последно време е изгубена. И тоа не е изгубена, воопшто е уништена. Ова капитализираат. Не, се поробуваат. Не знам дали го имате гледано филмот Кунта Кенте. Кој филм? Одавна беше, тоа се работи за еден црнец роб.
нашата работничка класа толку е угнетена, толку е омаловажена, толку е искористена и исцрпена, што више не може да се каже дека се луѓе тие, него се поравнуваат како запрегот од мојот покојни татко кога ќе ораше нивата. Па кога ќе подзапрат воловите, ги удираше со остенот или ги бодеше со остенот. Значи, нема работниците, нема никакви права, буквално никакви права. По законот е саботата неработна, така? Меѓутоа, не знам дали било кое предпријатие моментално од овие капиталисти кои држат работничката класа бојарен, им дале слободни денови. Нема ниеден работник кој не работи од 12 до 14 сати на ден. Пред некој ден на телевизија Телма слушнав дека негде околу 40 работници погинале на градилишта и вамо и тамо. Значи, и во тој поглед не се заштитени, не се обезбедени. А тоа дали ќе има повише на штрајк утре или на, како да го речеме, нека биде тоа работничка парада, или ќе ги има повише на излети покрај Скара. Јадни наши работници, јас сум пензионер, али ќе зборувам и децата ми се работници, тие немаат ни денот да го поминат, а не Скари да прават. Добро. Затоа, и само уште Ајде. дозволите. Господинот Ставлевски зборуваше од 50-60 години за примање на работа. Значи, поново го враќаат тој плукан и извикан и шикиниран Бранков закон. Да работа за неколку години за да добијат пензија. Так. Значи, и тука и тоа е една измама. Добро. Биете поздравени и ви посакувам пријатен 1 мај. Благодарам. Како на работник. И ви посакувам пријатен викенд. Благодарам и јас вам истото ви го посакувам. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Среќен празник Среќен и и за вам. многу години. Така, повелете. Па вака, ваше опрашање, јас малце би го конкретизирал. Ајде. Дали правата на работниците се зголемуваат или се намалуваат. Јас мислам суштината е таа. Одговорот е јасен. Прашањата работнички се намалуваат. Добро. Прашањето, ако си го поставиме, одговорот го гледам пред се во политиката на владата да привлече странски инвестиции. Тоа е еден од условите странските инвеститори да дојдат и да инвестират во Македонија. Пред се тоа се однесува на личните доходи. Тие таму се гарантирани, меѓутоа во однос на примањата што ги добиваат од домашните капиталисти, да ги наречеме, нели? Се многу помали. Тоа е од една проста причина, затоа што ние сме во трка сега со соседните наши бивши републики во привлекување на овие инвестиции и сега во таа трка ние ги ослободуваме од разни порези, давачки, а исто така и личните доходи се една од причините. Прашањето е, може би уште подлабоко, колку е голем ефектот од овие страни инвестиции. Во поглед на вработувањето, евидентно е, се намалува бројот на вработени со овие странски инвестиции. Меѓутоа, има еден друг проблем. Странските инвеститори, целиот профит што го остваруваат во Македонија, не го чуваат сигурно во македонските банки, него си го враќаат назад или во татковината, или негде кај што им се исплати повеќе. Така да, многу е проблематично и мислам дека и во соседните републики веќе економскиот развој базиран на странски инвестиции се проблематизира. Така, добро. Да. Тоа е она што имам да кажам врска со вашата тема. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас, да оставиме простори на другите гледачи. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, поверете. Поздрав, Огнен. Поздрав и до вас. Екипата таму. Благодарам. Сега вака. Значи, сакајки или не, темава ја имате страшно
Што не може да се опфати, значи во 2-3 минути разговор, меѓутоа да пробаме да ја опфатиме. Значи, хуманизираноста и капитализацијата на работничките права се во една, да речам, диаметрално спротивна спрега. Така е. Во секој систем, па и дојде и кај нас. Значи, капитализацијата го превзема водечкото место во однос на работничките права за разлика од хуманизацијата. Во кој смисол? Ние доаѓаме полека, но сигурно, дека секој ден или секој втор ден ќе ни биде на нас 1 мај, односно барање за хуманизација на работничките права. Една и најглавна од тие работи кои што се случуваат за капитализацијата на работничките права наместо хуманизацијата е се странските инвестиции. Тоа не е лошо, меѓутоа самиот процес на доведување на работничка на странските инвестиции, нудејќи ефтина работна сила, доаѓа до капитализација на работничките права, а се губи хуманизацијата. Односно, се губат работничките права и се губи оној да речам менталитет кој што секоја работничка класа треба да го има, а тоа е ценењето на својот труд. Ние го губиме веќе ценењето на својот труд. Тоа значи дека оние инвеститори кои што доаѓаат во Македонија, кои што треба да плаќаат, ајде ќе земеме пример, 5000 евра за некој работно место, да речам во Германија или било каде, кај нас ќе најдат работна сила дека за 500 евра е тоа возможно. 500 евра се за нас научна фантастика. Тоа се за 200-300 евра, меѓутоа давам како пример. Добро. Замислите колку е таа капитализација доведена во стадиум да владата при капитализирање на работничките права доаѓа до оној момент кај што таа треба да се фали како добра, дека носи странски инвестиции, а уствари хуманизацијата на работничките права е доведена до минимум. Так. На база на капитализација на вредноста на партијата која што е на власт и која што сака тоа да го прикаже како придобивка. Тоа е лага. Добро. И да не да оставиме простор на другите. Да. Ви благодарам за јавувањето, пријатно до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Прво не би се сложил со еден од гледачите дека 1 мај го губи сејот, или го изгубил сејот на прославата, или бил демоде. 1 мај, како ден кога почнува работниците се борат за своите права, за 8 часовно работно време и да не бројamo. Никогаш не може да биде демоде. Тоа е почеток на борба на една подчинета класа, на една експлоатирана за своји права. Што се однесува за работниците ДНС, ево да конкретно во Македонија, мислам дека се со многу мали или никакви своји права, посебно би се надоврзал за сиве гледачи што рекоа за странски инвестиции дојдени во Македонија. Тамо, во време на империализмот, една од карактеристики на тој империализам беше извоз на капитал. Тоест, место да го вложуваат капиталот во својата држава, го вложуваат во други неразвиени држави, каде што работната сила е платена минимум. Или, ако во Германија еден работник во Мерцедес работи за 10 марки, односно евра на сат, овдека за 1 евро на сат истата работа ќе врши, а произведува исти производ. Значи, капитализирани се работничките права до максимум, тоа се гледа по личните доходи. И второ, тоа е логика затоа што се враќаме во систем кој е, како да речам, предходен. Секој нареден систем треба да биде поразвиен од предходниот, а тоа се цени по средствата за поразвиен на средствата за производство. Ние се вратиме во либерален капитализам. Во либералниот капитализам е ова што се случува во Македонија. 12 сати или за ниска плата, или ако нема работа утредента да не идеш на работа, или 70%, или некоја сосема приватна работа, ако нема на работа на машината, денеска ќе одиш ќе собереш компјутер на нивото од капиталистот и она најлошото. Добро. Така, ви благодарам за јавувањето, пријатно до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден.
Добар ден. Ве слушам, повелете. Вака сега ние да кажеме, предходните гледачи многу кажа, а исто да не повторувам ја систите зборови, нашиот капитализам што е воведен овдека, така да речам, да не речам груб збор, див капитализам. Нечиње не е према народот прилагодено, ами нашите работодавци ги измачуваат вработените за минимални пари. Поред тоа, и државата го направи тоа така, што ќе дојдат од странство, странски инвестиции, и тие истото гледаат како плаќате вие, вика, така и ние ги плаќаме. Нашите работодавци одма трчат, кај не го кажат, ние воку плаќаме, вика, немојте вие појте да плаќате. Кај нас вакови е системот. Сега шо е? Сега ако шо има у кавараци фабрикава, да у Германија 500 евра да ја плате, ќе нема вработен ни еден германец нема да работи за 500 евра. А од 1000 евра, пример, од 1000 до 1500, таму се нивните фабрики што работат. А кај нас 500 евра, ако му даваат на тие работници, оди прва, втора, трета смена, нашите ќе се тепаат за да одат да работат там. После многу пати го зборуваат нашите работодавци, не работат кај нас, више не работат, не го платиш ти, го експлатираш, го изигруваш. Како може нашите од тука да одат у странство да работат, да бидат најдобри и кога ќе се доаат за неколку години и куќа ќе се направи. Така. Добро, ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас и ви посакувам пријатен ден, како вам, така и на сите останати гледачи, и секако ви го честитам празникот 1 мај, да се размисли убаво на овој ден за до тоа каде се стигнати вашите лични работнички права. Не општо да гледаме околу сите, ние секако треба тоа да го правиме, но кога ќе поаѓаме од себе си, кога ќе сватиме какви се нашите работнички права, колку сте тие испочитувани или колку ги имаме, односно ги немаме, тогаш ќе може сето тоа да го проектираме и околу нас и да сватиме околу нас што се случува. Размислете убаво и се гледаме за скоро. Пријатен викенд, продолжен и пријатен празник.